успешан Јорданчо Давидков, члан клуба Работнички годил из Скопје. Јорданчо Давидков е еден од најславните кошаркари во историјата на Работнички. Како кошаркар и тренер на Работнички освои 15 трофии во вкупно 23 години. Звездено име и на македонската кошарка. Долго време беше лидер, најдобар кошаркар и прв стрелец на Работнички. Тој е рекордер, односно би требало да е рекордер, како играч во првиот тим на Работнички во следните 4 категории. Најдолг непрекинат стаж, 18 години, околу 15 години капитен, околу 1000 одиграни надпревари, околу 20.000 уфрлени поени. Во 1985 и 1991 година завршија први во првата Б лига на Југославија. Во 1992 полуфиналисти во купот, трети во регуларниот дел од сезоната и полуфиналисти на плейофот во Јуба лигата. А тој даде 9 поени на All-Star мечот во Нови Сад, на кој игра и со играчите од Работнички, Ивановиќ и Наумовски, а помошен тренер беше клубскиот тренер Јанко Луковски. Како тренер на Работнички освои 2 двојни круни во 2005 и 2006 година. Додека беше тренер на Работнички, Кошаркарската федерација на Македонија 3 пати го прогласи за најдобар тренер на годината во Македонија. Беше репрезентативец до 18 години на СФРЈ во генерацијата заедно со Дражен Петровиќ, како и трофејните европски, клубски и репрезентативни кошаркари Цветичан и Сретеновиќ. Прв капитен на македонската кошаркарска репрезентација за кој играше 4 години. Куп на 8,5 години, најдолго од сите, беше селектор на репрезентацијата на Македонија, вклучително и во најтешките години. Во неговиот прв мандат, Македонија за само 3 поени не избори пласман на Евробаскетот во 2007. Како тренер го дели второто место заедно со Марин Докузовски со по 4 освоени купа. Како играч и тренер на Николферт, освои 5 трофеи во првенството, купот и суперкупот. Како селектор на Кувајт, трети на Заливскиот куп и пети на Арапските олимписки игри. Тренер во 15 клубови, со Ал-Кација од Кувајт, освои 4 првенства и 2 национални купа и беше шампион на континенталното клубско првенство во земјите на заливот. Господин Давидков, мощно успешно игравте 20 години за Работнички. Што за вас представува овој клуб? Добро вечер за вас и за вашите гледачи. Многу е тешко од ова страна да се говори што представува Работнички, но сигурно дека после све што прочита, после све што кажа, Работнички е мој дом. Без разлика како кој го чувствува, го чувствувам како мој дом, како екипа со која оставив многу резултати, екипа која дефинитивно ќе остане во моето срце до крајот на мојот живот. Остваривте уникатни историски достигнувања, пред малку ги спомнав. Тоа се достојни за почит. Рекорди. Па добро, секако дека се навистина одлични резултати. Резултати кои се тешко да се достигнуваат. Во тоа време сигурно дека ја не очекував дека ќе или се спремам да освојам некои резултати, него како што доаѓаше секој надпревар го играв да победам, го играв да постигнам неколку поени повеќе, така да и во тие надпреварувања да се постигне кош повеќе, да се постигне победа повеќе, доаѓа и овакви резултати кои се навистина од сегашна гледна точка се навистина не секојдневни. Токму така. Според вас, кои фактори придонесува да станете еден од најдобрите кошаркари во историјата на Работнички и на македонската кошарка и воедно да ги постигнете овие историски успеси? Фактори. Фактори се сигурно добриот тренинг. Фактори се тренинзите, фактори се надпреварите, фактори се што кошарката ми беше работа број 1 у тоа време и беше навистина се даваше за да се постигнат подобри резултати. Така да сигурно дека тренингот, сигурно дека добрите надпревари, сигурно дека сите тие склопени работи во една ги даваат овие резултати и ги даваат овие навистина добри резултати кои сега се слушаат вака од страна. Пред секој меч од вас се очекуваше да реализирате најмалку минимум 20 на поени. Како се справувавте со тој тежок товар, посебно што противничката одбрана беше најмногу концентрирана, задржи вас лично на што помалку поени? Па добро, во тоа време, за разлика од сега, кога играчите имат лимитирана некоја минутажа, па се одмараат, не се одмараат, бевме јути ако не сменат или ако не стават на клупа. Стигавме да постигнеме, барем ја, ако постигнеме помалку од 20 поени, бев љут сам на себе, зашто сум постигнал толку поени, се трудев да постигнам на секој начин,
повеќе од 20, што беше наистина тешко, имајќи предвид одбраната која играа на мене, но и беше многу големо задоволство после надпреварот или утредента која ќе видиш што си направил и што си постигнал. Во секој случај беше се испод 20 поена, не бев задоволен со тој резултат, а имаше надпревари со по 30, 36, 40 поени секако, но на крај кога ќе се земе целата статистика од надпреварот, сепак се испод 20 поени беше малку незадоволително за мене. Бевте најдобар стрелец на Работнички на државното младинско првенство на Југославија, пошто тогашниот тренер на Црвена звезда, славниот Жеравица, ви понуди да станете член на славниот белградски гигант. Тоа беше 90-та година, бев најдобар стрелец на младинското првенство, се играше во Сребиња, младинското првенство, каде што Беко го освои првото место, што Цветичанин, Сретеновиќ и Јовановиќ. После завршувањето на првенството добив понуда од Црвена звезда да во тоа време Жеравица ја правеше неговата супер нова млада екипа, Караджич и други се приклучија на овие негови играчи, Радович, Караджич, и ние зема уште неколку играчи од другите клубови, и тие играчи моја понуда беше да и јас се приклучам на тој тим на Црвена звезда, но од Работнички тогаш Јанко Луковски беше тренер, ме убедија да останам. Од сегашна перспектива дали било добро или лошо, не може да се каже, но во секој случај и со Работнички ги постигнал добри резултати, така да тоа е тоа прилика. Додека Работнички играше во Југославија, половина период игравте во првата А лига, а другата половина во првата Б лига, во која два пати завршивте први. Може ли да не наброите дел од вашите играчи во тие 12 години во првата Југословенска лига? Па, јас ја фатив едната генерација, значи Радосављевиќ, Ѓоргиевски, Гешовски, Кацарски, Максимовиќ, едната генерација која завршуваше. Тоа ми беше последна година во Работнички, некој остана, некој уште една година одигра и завршија. И помладите Стојковиќ, Серафимовски, малку помлади Наумовски, сите тие од помладите генерации, така да беше еден спој меѓу едната и другата. Како што кажавте, секоја година беше борба за, ако сме во прва лига, да останеме во прва лига, да не испаднеме, ако сме веќе во втора лига, да успееме да се вратиме назад. Беше тешко во секој случај, но успеавме да се вратиме или успеавме да се задржиме што беше ниво. Неколку купа одигравме финале на куп тие години. Победивме, имавме неколку победи со Звезда во Бар, па потоа на финалето во Риека, освоивме купот, потоа освоивме финале да играме во финале на купот. Босански Брод исто одигравме финале. Имавме доста добри надпревари и се обидувавме да, иако од втора лига, иако Работнички не беше во првото ниво на игра во таа лига, да дадеме поголем отпор и да успееме да постигнеме подобар резултат. Да, во тие 2 години што ги спомнавте, 83-та стигнавте до финалето, 88-та до полуфиналето на завршниот турнир од купот, двата пати како второ лигаш, вистински подвиг, двата пати загубивте од Цибона, тогаш најдобриот европски тим кој ги освои тие купови. 4 години по завршниот турнир, во 88-та, значи во 92-та година, повторно настапивте на завршниот турнир во купот во Ниш, каде што загубивте од Партизан, кој го освои купот, а по 3 месеци стана европски клубски првак. Добро, тоа беше и таа година кога, освен купот со Партизан, ние единствено Работнички го победи Партизан. Таа година успеавме да го победиме Партизан во Белград, 118-117, после продолжеток, отигравме на вистина одличен надпревар, одигравме надпревар во кој таа надпреварувачка година, само ние успеавме да го победиме Партизан, а Партизан во мај месец стана европски шампион.
Партизан, кој тогаш имаше екипата со Ѓорѓевиќ, Даниловиќ, Паспа, Копривица, Лончар, Накиќ. Една екипа која освои, која ќе се каже освоено европски титула, се е познато. Знам на тој надпревар одиграв еден од моите подобри надпревари, шутирав 18 слободни фрлања, имав 26-27 поени и одиграв навистина добар надпревар. Долго ја имав и касетата, можеше да се види како изгледаше да се победи еден европски шампион. Да се префрлиме на домашните надпревари во Македонија. Првите 6 титули ги освоивте, од кои 3 беа во долги финални серии кои предизвика огромен интерес во јавноста. Едната против МЗТ Бос аеродром во 1998, а другите две против Деликатес од вашиот роден град Кочани во 94-та и 95-та година. Па, со одјавувањето на Македонија и се формираше Македонска лига, која нас во тоа време бевме на вистина со квалитет далеко подобри од сите тимови во Македонија. Така да првата година убедливо ја победивме со 3-0, без никакви проблеми. Реков, бевме со квалитет далеко над другите тимови и ретко кој можеше да не, како што Партизанот без пораз, така и ние без пораз таа година, мислам, ја освоивме титулата. За потоа да почнат да доаѓаат и во другите тимови посериозни кошакари, да доаѓаат во Кочани, да доаѓаат Апшоу, Инграм и Алонзо, неколку подобри веќе американски кошакари да доаѓаат и почнаа да доаѓаат интересни надпревари. Значи, 2 години поред игравме со Деликатес, едната година победивме 4-3 до 4 добиени се играше. 4-3, секој надпревар во Кочани го губевме, секој надпревар во Скопје го победувавме убедливо, така да успеавме да раскратиме, иако, например, после третата победа имавме понуда од нашиот спонзор да ако успееме да победиме тамо, имаше една баснословна сума за премија, да победиме и да ја земеме титулата во Кочани. Но тоа е новот, не сум го кажал до сега, но за жал не успеавме во Кочани и изедначија 3-3 во Кочани, така да 4-3 успеавме, но успеавме да освоиме титулата. Потоа беше освен Кочани, во тој период беше едно финале, одигравме исто многу 4-2, многу квалитетно со Жито Вагнер од Велес, со двајца изворедни кошаркари кои беа доста квалитетни, кои ни зададоа доста макит, за да после Велес дојде на ред МЗТ, 2 години поред со МЗТ. Се боревме и успеавме, така да од оснивањето на Македонската лига од 91-92 до 98 кога бев во работнички, ги освоивме сите титули. Убедливо, некој поубедливо, некој понеубедливо, но во секој случај 6 титули поред освоив со работнички и тука 98 заврши моето играње во таа Македонска лига во тоа време формирана. Може да споменеме неколку анекдоти. Првата го споменавте тој меч во Белград, легендарниот врвен новинар и уредник, за жал сега покоен Шотра, во спортски журнал, кога шутиравте 18-18 за слободни фрлања. Тоа беше, игравме, мислам дека ќе продолженијата се игра и имаше доста фаули со слободни фрлања, со све. Во еден момент Шотра седеше под кошот и во еден момент шутирав слободни и ги дадов, и другите 16, тие 2-18 ги дадов. И тој дозвола само и ми кажа, доста више, за да не гледате дека и со заврзани очи ќе погоди пенали. Не го фаулирајте, него беше. Чисто да им спомне дека играчи на Партизан ќе го послушаат или не. Но бев на вистина, тие 18 беа раритет и во тоа време и успеавме да ги погодиме тие и успеавме да го победиме Партизан во Белград, што беше голем успех за нас во тоа време. Иако
да последното коло го победевме во лигата, ќе бевме на второ место и може да играме финали со Звезда, но за жал завршивме на трето место, за да во плей-офот завршиме на полуфиналите. Да, каде загубивте 2-1 во победа од Црвена Звезда. Да. Да, и пруживте голем отпор. Вториот од тие три интересни моменти на кои се сеќавам, за жал не беше толку пријатен, е во сезоната 93-94, кога Работнички заврши меѓу најдобрите 12 екипи во Европскиот куп. Во таа четврта фаза имавте забележителни настапи во една од двете групи, во која го победивте идниот финалист Таугрес, а од таа група А прва заврши Смелта Олимпија, кој го освои тој куп. Следните години овие две екипи заиграe на Final Four во Евролигата. На надпреварот со го спомна против Таугрес во тоа е сегашна Басконија, добивте неспортски удар од Банистер, недобриот кошаркар на овој шпански клуб, по кој паднавте во неспес. А во Скопје му вративте на тој начин, вративте во Работници, што ме протнавте топката низ нозете. Па беше тоа, играме значи во Басконија, еден убедливо подобра екипа од нас, со Банистер, со Перасович, со Ласо, подобра екипа од нас, но добро се држаме до пред крајот, да добиаме еден крајно неспорски удар од Банистер во лицето и неколку минути бев надвор од без свест. За кога се вратиме во Скопје, успеав во една пред крај, патем го победивме на преварот во Скопје, 15-16 поени, последниот 28-29 поени, не се сеќавам тоа тачно, но успеав да после на финта на една страна да му провлечам топката низ нозе на другата страна и да засрамен да остане на средина на теренот. Што би рекол во тоа време Златко Калински кој го коментираше, спортско враќање на долговите на Давидко со Банистер. Третиот можне убав момент е кога го чувавте, а и тој вас се чуваше, најдобриот стрелец во историјата на светската кошарка и според многумина најдобриот кошаркар во светот кој што не заиграл во НБА, славниот бразилец Оскар Шмид. Да, тоа беше во тоа време беше навика да во летниот период одиме на турнири, на летни турнири, обично во Италија. Ова беше еден турнир во Сицилија, каде што се играше многу јак турнир и турнир во кој и ние настапувавме. Имав бидејќи играше на моја позиција, имав задача да го чувам Шмид, но беше скоро невозможно да се чува. Во секој случај завршивме негде, тие не победија во регуларниот дел, а ние, ја и он, иако тој играше малку помалку минути од мене, завршивме скоро нерешено 26-26, така некој резултат. Но играч кој, ја велам, Дражен Петрович за мене секогаш е прв играч и најдобар играч во историјата и во како сакате да кажете, но после играњето со Шмид навистина беше играч кој тешко се чува и кој реално не може да се чува, но се убави моменти да се пристиш како си играл со најдобрите светски играчи. Го споменавте најдобриот светски кошаркар во историјата надвор од НБА, легендарниот за жал покоен Дражен Петрович, со кого игравте заедно во репрезентацијата на Југославија до 18 години. Потоа одигравте клубски првенствени и куп надпревари против него во дресот на Работнички, додека тој играше за Шибенка и Цибона, а настапивте и за репрезентацијата на Македонија против Дражен во дресот на Хрватска во Вроцлав на предквалификациите во 1993 година. Доволно сте компетентни да кажете каков кошаркар и човек беше Дражен. Дражен беше одличен човек. Јас играв со него и во младиската репрезентација. Игравме и еден против друг и кој беше во Цибона пред да замине во странство. Беше играч кој реално тешко можеше да се чува. Ако му придеш близко, тој ќе те помине, ако го оставиш мал простор, тој ќе шутне и ќе погоди. И беше играч кој навистина не можеше да се чува. Беше одличен надвор од теренот, беше одличен како човек и навистина ми е жал тоа што тоа се случи. Патем последниот надвор ние го игравме со Хрватска во групата Романија, Хрватска и Естонија.
ние го игравме со Хрватска во Вроцлав, го изигравме за ние да се вратиме, и остана да играат уште еден натпревар. За жал се случи тоа што се случи потоа, но реално секој има свој вкус. За мене Дражан е реално убедливо најдобар светски играч. Да се префрлиме на репрезентацијата, го спомнавме Вроцлав, бевте прв капитен на македонската репрезентација. За малку во 2 наврата не се пласиравте со репрезентацијата на Европското првенство, најпрво како кошаркар, оној трагичен пораз на 11 октомври 95-та против Финска во Скопје во квалификациите за Евробаскет од 97-та, а потоа како селектор во 2006 година во квалификациите за Евробаскет од 2007, кога загубивме со 3 разлика од Босна и Херцеговина во гости, на која победата ништо не изначеше. Па на победата не им значи ништо, на другиот натпревар беше Израел и натпревар кој исто така не одлучуваше ништо, беше ние да го победиме со Босна во Сарајево, се пласираме на Европско првенство. За жал, иако цел натпревар водевме до 39-та минута, Ламоника досуди некоја сумњива техничка и потоа уште еден фаул и изгубивме. Го изгубивме натпреварот, изгубивме пласман на Европско првенство. Тогаш ми беше тоа втори квалификации како тренер за Европско првенство и бевме многу близко, но за жал во кошарката и во спортот не можеш секогаш да победиш и не можеш кога ти сакаш да победиш. Сигурно не знам колку победи би дал за таа победа, само да успеевме да се пласираме на Европско, но што е тука е заврши кој што заврши и се продолжи се понатаму. Пред тие квалификации да споменеме дека ја вративте македонската репрезентација од Б дивизијата во А дивизијата. А дали може да го споменеме и оној прекрасен натпревар против Финска, за малку не се пласиравме на Европското првенство, прекрасен во првото полувреме, а потоа еден неочекуван шок, Финска не победи на тој државен празник 11 октомври 95-та и за жал не се пласиравме. Да, тогаш бев играч, уште играв на тој натпревар. Имавме водство убедливо и се покажуваше дека без проблеми ќе победиме, но за жал реков се деси што се деси и не успеавме да го добиеме тој натпревар и да се приближиме, беше уште 1 или 2 чекора до Европското првенство. Вашата кариера, историја, започет во било кој спорт во Македонија, па и пошироко. Тешко е да се одвои, но вие бевте кошаркар, капитен, тренер на работнички, а во репрезентацијата репрезентативец, капитен, селектор. Во што најмногу уживавте? Па добро, кој што рековте, тешко е да се одвои, тешко е навистина да се каже. Во секој случај, беа добри и годините кои ги поминав во странство во Мидл Ист земјите, каде што навистина имав одлични резултати и тоа да го спомнеме таму, после тие одлични резултати освоени галп првенства, освоени првенства на Кувејт, првенства на Емирати. Веќе знаете, коментаторите што коментираа натпреварите повише спомнеа на натпреварите, спомнеа повише Македонија, него што спомнуваа нешто друго и бев бесплатен амбасадор на Македонија во тој период. Од друга страна, сите кога ќе кажеа Џорданко, пошто кога кажеа Џорданко, веќе се знаеше кој и што е, не можеше да се објаснува од Македонија е вака така. Џорданко беше еден на тие во тој дел од земјата и Џорданко кога ќе се каеше, се знаеше кој тим доаѓа, све унапред се знаеше како и што е. Одлични резултати имав и таму и еден одличен период од мојот живот поминав таму и навистина ми е доста драго и тој период, имајќи предвид дека сепак работнички ми останува во срцето и секогаш е бил и ќе остане таму. Доаѓаме при крајот на разговорот, уште неколку прашања, спомнавте работнички во срцето. Дали ги следите во живо натпреварите на работнички кога сте во Македонија? Па добро, да се следат, углавном кога сме во Македонија и кога имам можност ги гледам, но за жал квалитетот на нашата лига, на македонската лига,
надпреварите што се тука во Македонија е доста низок и треба да се направи доста за тој да се зголеми и да биде атрактивен, за да може човек кој иде да погледа нешто и да каже како е. Во принцип да, кога сум во Македонија ги следам, или кога сум во странство, onda повеќе на телевизија, преку интернет, сега има милион начини каде што ако сакаш можеш да најдеш и да следиш. И ги следам и можам да во текстум со сите тие настани. Да споменеме и тоа дека освоивте 30 на трофеи како играч и тренер во вашата богата кариера, плюс близу 10 подиуми, второ или трето место. Секако мериторен е вашиот коментар за било што. Да спомнеме, која би била вашата порака за овој голем јубилеј 80 години како работнички? Работнички мора да без работнички нема квалитетна кошарка во Македонија. Има други тимови, има кои се исто така јаки, но без работнички тешко да има една таква кошарка. Како што реков, тоа освоив многу. Тоа многу ми дава за цел да можам да коментирам и од надвор и близко до теренот, но во секој случај без работнички тешко дека нешто може да се направи. Мојата порака е да се врати побрзо на тие стази, на шампионските стази и да почне да игра за титулата, а не да биде успех тоа што работнички опстанал во лига. За крај, дали би сакале нешто да кажете што не ме прашав? Мислам дека убаво ја опфати целата кариера и ме праша све што требаше, така да само би ги поздравил и навијачите на работнички и навијачите на кошарката во Македонија и би посакал поквалитетна да гледаме поквалитетна кошарка и секоја година да одиме понатаму. Многу ти благодарам за разговорот. Видете, работнички беше значаен дел од југословенската кошарка и сигурно дека онаму од каде што доаѓаш, луѓето те препознаваат по тоа.